Здраво, другари, здрава криптореволуција. Улаваме у луда фаза. Воена униформа сум облечен и црно пиво за демек црни денови, ама не е брат така црно. Чинчо вика подагол, немам брат кај мене подагол. Кај мене шо повеќе пена да се активира нуклеарна експлозија, гледај брат. И само тле треба да се гледате тоа пивото да гледаш. Од 0% и вуп, овака bull market, гледате, оде бавно, црно, полека. И братче, сестро, без паника, сега да ви кажев, брат, ке падне се живо, нема да купувате. Овака постепено мора да купувате. Другари, најцрното сценарио се оствари, 89.673. Значи може да отиде до 86.000 пишаш. 89.673, значи може да отиде требе 89.300 да ги излажеше толку и тука требе да престане. Да сопре, оти надоле фазите, како ние милиардерите, троицата ще кажуват на 85.000, тоа е хорор верзија. А ако стигне ако помине 89.300 да отиде уште надоле, можеме да улеземе, од крипто нема, тука се е возможно, може да улеземе у многу голема фаза лоша, да требе, како по моето најлошо сценарио, дури 2026 август месец да се влечеме со bull market. Значи улаваме комплетно нова фаза. Тотоша многу луѓе забрават, има уште 2 недели од ноември и цел месец декември, пред нова година, пред продажбата. Значи имаме уште месеци, 2 недели за bull market да експлодира, да речеме, така солиден, да речеме, биткоин да отиде 140.000, па да видиме новата фаза што ќе се дешава. Али нема ништо страшно за мене, јас сум трет bull market што го гледам овака. Така да втор што сум, втор како учествувам, а трет како го гледам. Значи први го проучував и се чудев што ово сега. Нема ништо страшно, знам дека парите ви изгледат многу паднати, али другари, вие минувате пари од кафе, од цигари, од спортска, од кафана, од непотребна облика, од телефони, имате скратено од одмори, од летување, зимување. Така да, че малку да видиме, многу јако мирише. Вкусо не е тоа без чоколадо, али брат мирише на убавини. Не баш на bull market, ама и ово пиво за чудо не се пие многу ладно. Многу ладно има чуден вкус, режи. А така на собна температура пивото е перфектно. Као нешто стопено благо, чоколада. Немам чоколада, гледате, нема bull market и страдаме. Другари, нема страшно. Технологијата преживеа на токав пат од 89.600, Ethereum за 7 дена 17%, BNB 10%, Solana 21%, Cardano 22%. Значи чим нема тука да гледате 90% падови, значи гледате нема 90% на пад, значи све е окей. Значи ово биткоин за 24 сата 6% е страшно нешто, али гледате дека тука ово се ше е продадено е паничарите. Ово не се институциите. Институциите продаваат последните 2 месеци. Сега ќе купуват, сега ќе трупат. Значи ово тука што ги гледате овие бројки од 20%, смешни 20% на пат од 6-7% на биткоин. Ово е овие што паничат. Значи ово е све тие што се новите у bull маркето. Да речем прв bull market од 1 до 4 години и едно 10% од паничарите кои што се 7 години у маркето. Тие све продадеат. Значи овие проценти се нивните. Милиарди што изгубија и ќе видите дека се у грешка. Значи луѓе, ово е перфектна шанса да појачате сега. До сега сте пили 4 кафиња, скратили сте, не ми кажувате по едно. Сега треба скроз сите кафиња да ги скратите, скроз сите цигари да ги сопрете, скроз ово зимување да го откажете. Значи трошење за облека, за кафани, за дискотеки, скроз на пауза.
се ще имате непотребно дома, што не ви треба да го продавате и другари трупате. Ова е шанса. Ја ви кажав, многу ми е криво што не ми викнаа да го завршам тај проект. Ке седнев уживо ке покажав за $100,000 како се купува. Значи една од предностите што кажав, јас се надав дека нели нема да падне до 90.000 и не требаше да го изманипулира до толку. Али сакав да отидам за прв пат после 4 години пензија, да отидам на тај градежен проект, да земам 100 бона минимум и да седнам да направам подкаст уживо. Тоа ми беше планот и го знаев. Те ти што познават и го бев кажал, викам луѓе ќе има луди падови. Не верував дека ќе стигне најискрено до 90, ама знам дека лудаците можеа да го направат до 89.300. Али сакав да седнам уживо и ќе беше најакиот подкаст. 100 бона, легално, нели? Платено, плаќаш си данок и седнувам на интернет и снимам подкаст како купувам за $100,000, брат. И ќе видите во овај bull market колку пари ќе направев профит. Ама, брат, Трамчо пред 7-8 месеци што направи? Работна дозвола ти требе, до вчера 50 години, брат, можеш да идеш да работиш во Америка, без никаков проблем, без работна дозвола, одеш работиш, плаќате кеш, чек, како сакаш, мислам како газдата не одлучи. И братче, баш најакиот bull market што требаше да го и најакиот креш што требаше да го фарам со 100 бона. Не. Еве имаше неколку луѓе што ги познавам тука милионери, викам луѓе дадете бе по $30,000 на заем, еве дадете ми ги $30,000 кеш, ќе ги играам 50-50 ке делим, ако треба 60-40 ке делим. Не, брат, bull market, ние веруваме дека има, ама плашиме се. Викам дадете ми по $30,000 кеш на заем. Немам кеш, стварно, 4 години не сум удел на работа. Живеем од staking rewards, брат. Ја не сум тука фолбаджија, криптомилионер, тука милиони кеш. Немам кеш, јас сум all in крипто. Сиромаштија у крипто, сиромаштија и ке мене, брат. Едва и за пиво, брат. Нема тука Ферари, Ламборджини, чуда и ово стварно на собна температура. Значи не се става фриждера ово чудо. Ово чудо, брат, чеј да оставиме оти голема чашата, много е добра. Фрамбозен. Белджин. Интересна работа. Брат. До душа интересно е, ко стоело фриждеро, миризо е 200% појак да се осете аромата. Ако е топол, не се осеќа толку аромата. Ај сега. Доста чудно. Другари, гледате. Кул. Другари, животна шанса. Сега е кога е крв на улиците, другари, слушајте ме, кога е крв на улицата, товарете. Етериум без пари. Кардано без пари. Биткоин, парафнуци ќе се радуват, слика од Тито ќе тргнат, ќе стават од вас. Од Груевски тие новата генерација ќе тргнат, од Бранко Црвенковски има. Југословенското знаеме уште го имат у Македонија, ако верувате. Укочени посебно, југословенското знаеме го имат. 50 фамилии уште го имат југословенското знаме дома и Бог да просто татко ми негова генерација се. По 60 нешто години се тие сеа. Уште го имат југословенското знаме дома. И уште има таму Титови пионери слават, не знам на Дена на Републиката или ко беше, малку тралала, ама другари, шанса ви е ви технологија, издржа таа технологија, гледате, изберена е технологијата, ниту една не падна тука сега да речеме 300, 400, 500 па да ујде. Етериум на ваков пат, ако реално братче продава институциите, а не ја вешто манипулира цената на биткоин, пошто математички луѓе, многу луѓе математика не познаваат. Ово е математичка операција на квантум компјутер, брат, на квантум левел. Значи, на сите берзи ви имате профил. Така ли? На сите берзи точно знаат колку имате stablecoin, кеш, нели, за да купите, колку имате USDT и USDC stablecoin и колку имате за staking rewards. Точно знаат кои коини на дневна база отварате да ги гледате. Тоа со помош, нели, квантум компјутер и таа нивната апликација што е Palantir, што е најаката алатка за шпионажа. Сега мора да го кажам, блокирале, не блокирале видеоканалот, треба веќе кога прават ово, треба баткови да ви каже што прават уствари. И значи точно знаат дали вие го гледате Етериум, по колку сати од дена го гледате на Етериум. Дали таман да кликнете да купите или таман да кликнете да продадете. Таа вештачка интелигенција е толку напред што
Другари, тоа е информации. Нема да мислите дека некои седат тука ку Wall Street, тука што ги дават на филмови, што се дерат, да купуват, да продават. Тие пригазни да кажуваат там некој друг. Тоа ти е све сценарио, кафенцето, чајчето и точно се кажува. Така ќе правите, така ќе се дерете, така ќе се купирате. Тоа ќе се купи, тоа ќе се продаде. А ако лажам, тогава објаснете ми како Ненси Пелоси направи со плата од $200,000 на година, како направи, колку беше? 287 милиона или колку имаш? Како, брат, направи женичката толку пари, брат? Значи со инсайдерско трейдање у Wall Street. Така да и тука имате, другари, инсайдерско трейдање и тука имате манипулација за тоа шо. Ние сме пред бул маркет. Вие сте видели нешто, Трамп, Америка, цел свет зборе за биткоин, за крипто. Ајде сега ќе упаднеме, ќе купиме. Сега е бул маркет, октомври, ноември, декември, чекај, брат, дај на заем пари, дај овие пари ги ставаме од рента, од ово, од оно. Сега, брат, ќе одма правиме пари, бегаме, продаваме, не веруваме у крипто. Не, другари. Тие пари ви стоат заробени. Тие они знаат дека сте земале на заем, знаат дека сте земале од банката, знаат дека сте земале од мами, од тато дома, дека треба да ви се дерат и да не е веруват дека крипто е еднината. Знаат дека, братче, вашата жената знае вашата плата дека е ставена, треба да ви се качува над главата, нели дечовки ги изгубиме парите да ти направи притисок и најлошиот притисок што може да ви направите да земете продавате. Крипто не се продава. Дури тие шиткоини, глупостите да сте ги купили, а сте на загуба 50% и 60%, не продавајте, чекате луѓе бул маркет. Ако нема, да речеме, не дека ќе нема, туку да речеме најлошото сценарио у крипто, да се знаете, правилото, почнуваш да инвестираш, 2 бул маркета чекаш. Можда е на првиот бул маркет да не се свиѓа ништо, одеш у вториот бул маркет. Разбирате ли ми? Сега групата е стара 4 години. Така ли? Биткоин, другари, враќаме назад 2021. Дека видеа, брат. Викам, бро, what the fuck? Зашо ми се исклучило ова? Леле, срце в ударка добе. Викам, брат, чекај, бе, 4 години. Какви се де 0-0? Таман се изрела, викам, брат. Значи, дека е... чекај. Оп. Абе... Овај па го истемпери. Брат, многу се нервирам така. Не е таа цена, 26 е, ама не може да ја стемпирам, брат. Гледај сега, групата упаѓате на 26.000 биткоин. Значи, вие трупате 4 години. Прво, не знам, брат, многу луѓе кој викат, брат, тоа е мал, мислам, многу луѓе, толку кажа многу луѓе од процентот на кој се ми пратили пораките, иначе другите се окей. 4 години купувате, ово е па, иако е паднало на 89.000, за разлика од 26.000 од 32.000. Значи, како, брат, сте на загуба? Значи, нешто правите што не треба. Не купувате како што треба, брат. Математичка е невозможно ако сте купували 4 години. У 4 години биткоин да сте на загуба. Невозможно. И биткоин, и Ethereum, и Cardano. Невозможно е, другари. Невозможно. Старата се возможно. Најризичниот, нели? Чекаме го. Али ово е невозможно, другари. Значи, погледнете само нагоре. Без разлика ова. Значи, шо правите? Без разлика кога сте упаднали у биткоин. Само го чувате. Дури и на all time high да сте купували. Само чувате, другари. Гледате. Само чувате. Чувате? То си на секој циклус завршува најгоре. Зашо, другари, не сме ние... Че, брат, да подлизгаме. Чекај да видам ја дали се снимал ти на Славчо му прекав едно видео. Шо? Ау, добре работи. На Славчо му прекав едно видео, тоа морав ау да го кажам за гледате како го дига буста го. На Славчо му прекав едно видео да ми ја забрза програмата, па снимав, па бев исклучил на микрофонот, па викам нем да зборам на празно. Значи мобето е другари, ватрите само, нема многу, ми претија порака, брат ке има ли бул маркет. Другари, гледајте го видеото сега, брато, пријатни порак, брат ке има ли бул маркет. Не, нема да има, ќе одиме да работиме на нивата. Спремајте нивата. Ако крене посло, дојме да копаме. Забавам се. Другари, Ethereum
мора да стигне 6 или 8 хиляди долари. Нема да е интересен, другари, не може да завърши овака. Не може, брат, не се е десило това, не може. BNB веќе нели нови граници оствари. Solana, браќа, мора нещо да, чекай сега, дека е. 294. Мора, другаре, да биде интересно. Мора да завърши нещо 500-600 минимум. За да биде интересен да се... Не може да завърши на овие суми, много народ упаднале, значи 500 милиона ставам ги улегнале и замислете си ние да завършим овака сега. Тие никош више няма да купат крипто. А тия се првите ще веруват. Овие не смеят да ги изгубят тия првите ще се верували у крипто. Разбирате ли? Не смеят да ги изгубят тия првите ще се верували у крипто. Мора да й дадат надеж. Крипто не е дизайниран вие да ги изгубите парите. Тоест, тия ще са инвеститорите да ги изгубят парите. Тия се сметат за най-интелигентните тук. Страпливост, чекаш, тия и трябват луѓе на нив да се умаркето. Тия сме поддръжката, разбираш. Они додека, ако ние не сме инвеститори, ако сега аз вземам да речем, преко глава ми е веке, моя биткоин е на 3000 долари купен, на 6000, на 8000, Ethereum е на 90, на 200, на 250, на 300, на 600, Cardano на 0.03, продава ви, гайле ме за се. Не се прави това така, другари. Ке продаваш сега, ке продаваш утре, пагаш на левел, на характер и ке се научиш така да правиш и утре си пари ке ги изгубиш. Значи, Solana, еве знаете, белото мече, колко много го мразам, другари, еве гледате, почнане на 0.83, не се е върнал на 0.83, другари. Падна най-ниско тук, колко беше? Тук ли беше? Не. Така беше бе падна на... Бро, не ли беше паднал 8 долара? И 2022, чекай, не ли? COVID-о? Да. 2022 на 9 долари. Това е, другари. Това е. 9. Сега ки рече, падна Solana. Какво е паднало, брат? 0,83 центи. И по-ниско е било, чекай. All time low 0,50 стотинки. Значи не се е върнало ни на 0,50. Ако един проект се върне на 0,50, тогава трябва малко да... литнал е колко беше 294, а паднал на 0,50, тогава трябва да се речете, чека малко. Това е проект високо ризичен. Тогава значи, ако он е стигнал 294 и се върне на 0,50, другари, то значи дека 90% може и повече от народа не верува виж от този проект. От страст са го продадели и са го играли така само, за да направят някакво пара. И за Cardano е много опасно да речеме сега овай bull market. Много издов пици. Аз се извинувам. Идат ми наш нуклеарка, пица и пиво. Дека беше? Гледай. Беше на 3, влече се на 0,6, 0,46. Така ли? 0,33, 0,23, значи, ама не е уидел, другари, на 0,017. До душа я го имам видено на 0,03. Не се е върнал на 0,017. Ако Cardano, другари, ова и ще брат, типа ще не разбира нищо, ще ми беше пишал коментар, мъртов чейн. А ако е мъртов чейн, луѓето да не го користат, може да пропадне, ако пропадне до 0.017, да речеме, тогава значи луѓето веќе нема доверие во Cardano и стварно станува ризичен коин. Токен. Али, ако он држи овакви, гледаш, не е паднал дека беше 0.24, 0.18, ама бе пие пивси и си позел. То кафето е по-мокно от пивото, очигледно. Значи по това трябва да се учите да ги гледате кой се мъртви проекти, кой не. Чим на таков пат от 7% на биткоин и преходно още пагя 10%, па 20%, па 30%, па и преходно е пагял 30%, чим то не се враќа на тази сума, значи taj проект се държи. Върнали се, тогава трябва да сте паника и да гледате чаре. Значи овие другари, тук гледате Chainlink, да видиме, Chainlink,
0,12. 0,15. Това е 2017. Гледате, тук, гледай. Ово е стабилен проект. Ово е чарт за стабилен проект. Гледайте, що прави. Ово е от 2020 до 2025. Ово е чарт, значи лугито институциите имат долара. Дали може някой да продаде кит да издупе работа с извинение? Може. Да, бе, тия, брат. По кой лад, брат, тия ротфайлери и чуда, бе, брат. Мини си човека с велосипед, брат, паника. На тази комшиката не е лошо, че ще лад, ама на се лад, брат. Трябва да ги стренира малко да лад на криминалци, брат. Не знам дали се слуша, али до мене се свеживо е затворено, али то куче, брат, некой път на нервата ми оде. Питбул само. Ония другите две са окей. Значи, другари, ово, гледате ли? Трябва малко да отваряте чартовете да ги гледате и овака. Гледай. Перфекция. Ово е перфекция, брат. Гледай. Гледай. Не е дигнал много. От 8, гледат 13. Али стабилен. Нема пада е паднал на 0,15. Разбирате ли? Зато съм го ставил тука. Стелър да го видим. Няма толкова, че е луда. Стелър малко е... Чекай, 0,09, 0,26. Дорова е 0,09 си е, 0,24. Значи, ова е друг тип на коин. Гледате, тук, значи, гледайте на върво, продавате и бегате. Значи, не е стабилен толкова да държи. Значи, държи се накратко, гледаш, дум-дум. Значи, баги го играят. Лугите го нямат толкова доверба. Коя година е? 2018, 8 години. Добро, не е баш много години и зато му се плашат. Али, тук на оваков коин трябва да пазите. Дойде ли до фактически all time high му е 0,26, а ова е улаво фаза, дека трябва да изграде нова цена. Значи, да речеме, дойде ли двойно, брат, я би го продадел, и не може да му проценам такво. На какво е вземана работа. Гледате ги вие вървови. Тук и ако е почнал малко да граде, ама не е това. Значи оваков, дойде ли дупло, бегате, братче, спасувате се, 10% си държите за ако не ли стварно експлодира да профитирате. Али трябва да пазите, брат, с овакви коини. Значи со Stellar трябва да се внимава, брат. Кой имам друг стаяно? Avalanche. Коя година е? 2020, това е само 5 години. 2,79, 146, тук има сериозна пара може да се направи. Ово трябва да не го забравяте, $14, че да речеме. И имам го не листаяно от тази 10 000 дишо, ако не се лажам, да речеме за $1000 на оваа цена делена на 14.42. 69 коини по 146, машала, за $1000 10, това не е мала пара. Да речеме 80% го продавате на $146, 20% го държите, нали, за следния булмаркет или да речем ако нещо се десе да изваде някаква нова цена от 200 и нещо долари, $250. Значи така ги гледате работите. Све на проценка. Не можете точно, брат, да профитирате, дека от другата страна играят луѓе, професионални китови, манипулатори и не можете вие, брат, да знаете на коя цена да го продадете точно. Това технически анализи гледате, я не ги гледам, затоа што биткоин трябваше да не падне под 9000, ама еве падна. И сега, ако почнат луѓето да продават, може да падне и много повеќе. Да излезе надвор од контрола од институциите, па трябва да седне Трамп да рече, ајде луѓе, упаѓаме, да рече и одеднашка сите да ги зафркне и да полита биткоин. 30% одеднашка да рече лита нагоре и да ги потегли сите. Да знаете дека не мора да значи дека овие сите проценти дека продават, значи самиот биткоин ги влече исто.
без разлика дали продават или не, самия биткоин ги влече плюс. И пиво, и не знам шо, брат, и пас продава. Другари, сега да не ги одам еден по еден. Ово чудо, ја верувам у него, али нема го на берзите и много лесно, нема голем маркет кап. Гледате, много мал маркет кап има. Много маркет кап, 360 милиони не се много, разбирате ли? Али ја овај проект верувам по 5-7 сата у дено играм, што се вика подсачен, трки не можем за тоа што ми е слаб компјутер. Али и ово, братче, може много да ви премени животот, тоест ако купите за $100 може да ви направи пари да си купите едно старшно зверче компјутерче. Ако не е вај булмарк следниот. $100 од кафе шема, од цигари, може да си дозволите тука и да чекате. Ако не е овај булмаркет наредниот кој ќе остават на новите берзи, или ќе видиме сега до краја на декември Season Zero што ќе направат, и можно е за $100 другари да си купите компјутерче. За тоа што, речеме, за $100 тука купувате. Сега може да го купите и директно на Phantom Wallet да ставате картичка. Тие што немате Binance, што не знаете преку Binance, делено на 0.03876. Урочен да не сум. 11.9, ја одам на 5.2. Чекай, тука има друга. Еве најлошата фаза нека е по 2.8. Ајде 3 го става. Ама не, 2. Компјутерче. На најможното лошо сценарио. За $100 сега купувате, го продавате на 2.9, што треба стварно да стигне и да го не го стават на берза 2 или 4. За $7,000 другари може да се оставите многу добра машина. Значи за прв пат ви се укажува нов проект кој ќе го играеме, добар тим е. Ние македонците го играеме. Сега ќе видите Борис ќе ви снима видео, поканен да биде камерман и мислам да ќе му плата $350 у бродови и кеш. Ќе снима видео, ќе биде камерман на трки. Мислам дека декември месец, ако не се лажам. Брат, не може да запомнам месеците. Значи Борис од Штип, брат од Штип. Там ветро дека може да се однесе, брат. Он енче со камења се движи у джепот за да може да оде до продавницата. Зебава се. Да видам дали гледа, брат, да има после. Шо е, Борис ти против мене. Поздрав до Борис, камерман ќе биде у Стар Атлас у трките и ќе му плата $350. Да видиме како ќе му платат у брод $150 плюс $150 ќе му платат валја кеш. Кеш, тоест USDC. Или у коини, у токени, не знам, и брато ќе снима видео и значи организираат се трки и чуда, така да стотче тука од кафе, од цигари, нема лошо. Вичен другари, кинезите траат си прават. Многу години дреме, ама па така и дремеше, гледаш, не ги стигнал па тия големите нули. Ама така дремеше и Zcash. Видовте ли што случи со Zcash, другари? Zcash. Шо е натиснав ја? Брат. Сам се појави. Сега падна, ама беше 1350% за една година, луѓе. Мали, бро. Ја начето забрев овај такво, имам го зборно пред 4 години како технологија. Никој не го има спомнато ништо и ништо не можев да ископам за него и одеднашка, брат, 1350% беше. Луда сума, можеше да се направи, многу мои пријатели што го чува у групата што се упаднани направија паричка, кажав и може да сменат за Cardano и Cardano да го гонат на $3 и на $5, а другото да си чуват едно 10-20%. Ќе име Чинчо од Мајами колку ќе он има Zcash,
Ќе видиме он на која сума, не го разбрав, не се сеќавам, нека пише коментар. Дали го продаде, колку проценти го продаде, смени за Cardano, ако не се лажем, и колку чува. Мојот пријател Иван ќе дојде измеѓу 2 и 10 декември ќе дојде и баш ќе му го ставам портфолиото. Он го има, ја тогава кога го најдов. Иван го држи рекордо, брат, у ово. Рекордо го држи у Zcash. Не се сеќавам стварно колку, ќе ви го покажам портфолиото. Ќе видам на колку е продадел и се, да се надевам дека не е продадел многу ефтино. Ама он имаше рекордна бројка на Zcash. Ако го чува, збореве за страшни профити. Оти он го купуваше на $50, мислам дека го купуваше. На $40-50 мислам дека купуваше, ја продав на голем профит. Амо мислам да купуваше на $40 или $50, не се сеќавам точно, баш ќе видим, ќе каже, он помне се. Он помне па пред 200 години што е правил. Чекай тоа ли? 1, знаме си за 2 билиона да купи некој човеч. За 24 сата. Беше за 4 билиона, мислам дека беше некој скипал. Шо е финтата, бе, брат? 4 милиарди долари. Шо знаат они, брат? Јас знам дека е јака технологија. Знам дека е форк од биткоин. Пред 4 години може да го најдете ке мене видеото. Зборев, леле, луѓе, лода технологија ќе стане. Ово, другаре, мене ме чуде што не е 20-30 илјади долари. Сериозно ви кажувам. Максимум supply 21 милион. 20.000 долари. Не ги да шпекулирам там за какви луди суми кажувал 60.000 долари. Од коин 60.000 долари го зборе. И зборев го ово и најискрено то не треба, ама изгубив надеж, брат, тие македонци само. Кога? А викав луѓе пред 4 години, купете си го, те чувајте го, брат. Чувајте го, ќе експлодира. Другар. После 4 години, оваа година, експлодира 1350%. Значи ти ако си купил точно како биткоин, купив биткоин и го забравив, отвара го после 4 години, станал милионер. Тоа се случи со Zcash. Ако не верувате, улезете ке мене, копајте надоле, ке најдете видео, у првите видео пред цели 4 години да видите што зборам за Zcash. Че да видим дали имам последно видео за Zcash. Вовет, како да креирате CEX, Cardano, Ethereum, VeChain, Brave Browser и брат пред 4 години спанав управа. Brave Browser ден денеска е најдобриот браузер. Ниту ме хакери водат до мене, ниту сум хакнат, ниту нешто ми се случило страшно, ниту шпионажа, заштедил сам саати на реклами, страшна работа од браузер. Cardano, ова е направив профит. Тука е милионерко останав пред 4 години. Ова е 500.000 загуба од бракета што и додов работа и лепо Македонија за Axie Infinity, они почнаа да ми кажуваат приказни за мали деца, брат, не, ќе го најдете. Од тие тука некој, чекај, ја имав и видео со коини. Не сам ми го избришале, мора негде мобето да е таму стајан. Не, од тие првите видео треба да е. Да, од првите видео, не е избришено со сигурност. Така да, другари, ово чудо, многу луѓе направија многу луди пари. Че да пролистаме тука да видиме. Is going to be the sign of any trouble. I would ask Johnny to move that to a different city. We have a lot of cities that would love to have it number one,
and we'll do it very safely. So if we think there's a problem in Seattle where you have a very, very liberal/communist mayor, I would say, it's certainly beyond just liberal. I watched her over the weekend. Wow, that's another beauty we got there. But if we think there's going to be a problem, Johnny, can I say we will move? I don't think you're going to have this problem, but we're going to move the event to some place where it's going to be appreciated and safe. Yeah, well, I think safety and security is the number one Holy priority. shit, я шо Yeah. Значи гледате ли шо? И аз съм бил ненормален. Брат, вие сте ненормални, ще ми пишете поръки. 5-6 души ще ви я пишали. Шо ти на тебе, били сме в Сиетъл, окей. Шо не се преселят тук да живеете? Председател вика дека градът е толкова идеало курац, извинение, опасен, шо планират FIFA World Cup да го преместят от друг град. Замислете си. То е милиарди загуба за овие малите бизнеси тук. Заради това, що самите имат гласа на оков shit state да стане. Пропагаме луѓе тук. Пропагаме. Председател на държавата вика да преместе, толкова е небезбедно, значи за туристите усред център, значи е небезбедно за FIFA World Cup да се одръжи. Кой ки изгуби? Ки изгубят малите бизнеси, ки изгубят я, ако тук има в бизнес. Значи не е до мене, брат. Аз съм си експерт, самопрогласен експерт за аналитика и председател ще я потвърдила моята експертиза, деко оде Сиетъл, брат. Значи я 11 години викам, брат, тук нещо не е уред и председател вика не е уред. Ово е доказ за моята аналитика. Брат, той е цар. Ово е про-геймер. Значи македонците, леле, брат, нямаме пари за компютър, нямаме. Брат, гледай, брат. Залепи го, брат, че ово... Цар! Другари, старателски играете на тръки на телефона, ако може и това е. Гледай. 122 деца низ 10 държави от 23 години до 17 годишни from 23 months, от 23 месеци до 17 годишни са ослободени, биле робови у Америка. Милион се, ама само 122 са ослободени. Значи у Америка имате деца робови, сексуални робови и... Що ти знам там друго ще и правят све. 122 деца са ослободени. Ово да FBI, брат. Значи каква е тази държава безбедна, брат, да граеш фамилия тук? Ако ти гледай тук, не едно 122. Трамп беше излезел и тай неговия, дека 300 000 понивни информации. 300 000 деца са изчезнали. И какво, брат, ще знаят 300 000, брат? Че Македония няма 300 000. Колко има Македония деца? Не ли си сили? Колко деца има Македония, брат? Толкова от цяла Македония децата да изчезнат. И деки ще знае, брат. Са милиони. Не са 300 000. Не са 122. Може, ако живеете, дека знаете дека вашето дете няма да биде утре. Професори, полиция, све живо е уапсено низ годините, що е било главен фактор, що са ги киднапирали. От училище, полиция, човече взима участвуване. Каква държава, другари, е безбедна. Ни А от безбедност нема, не Б. Не, и новия, шо Англия, вики прико гледа, брат, да вие тук, не гледат, брат, не се глупи луѓето. В Англия бегайте, пред Григянска война, там не се знае кога се припука. Тамо, братче, е край. Англия, то е тамо, нема поврат там, не патриоти, не протести. Тая държава, нищо, братче, не бива, не. Хубаво кажува. Америка никога няма да престане да принта пари. Никога няма да престане да принта пари. Що значи биткоин никога няма да престане да оде нагоре. Що е тук философията? И да изчезне кешо, па се вика принта на копче, ке натисна, ке излегнат дигитална бройка па трилиони. Биткоин не може да излезе до трилиони. 21 милиона само. Уши 5% остана да се изкопат от биткоин. Како един приятел ще вика, брата, бе, шо ти на те уши 5% остана биткоин да се изкопа и завършвам. Да, тия 5% ги се копат до 2162. 2162 година. Другар мой. От 10 път те го кажувам. Замисли си, после 10 години, ние гледа колко идоме, са роботизация следува за 10 години. Комплетна роботизация, вещешка интелигенция, ке останете смарт сити, ке бидете затворени, ке взимате универсална токенизация, токенче, платичка за един бургер, за два бургера, за един шампон.
Што ти знам, па 15 минути топла вода, 3 сата ладна вода, туширање, бла бла, што не верувате, ќе почнете. Али биткоин не може да си скопа уште, другари, 140 години. 140 години што се вика не може да се, може ќе улезе и по повеќе со difficulty. 140 години нема да може. У наредните 140 години, то Star Trek, Star Wars ќе бидат со летачки чинии ќе окопаме на нуклеарен реактор, брат. Другари, но они не се креирале биткоин да исчезне и да престане да паѓа. And how much of your net worth is in Bitcoin? I have one last question for you before I let you go. Зашо? How rich are you? And how much of your net worth is in Bitcoin? Because if I don't ask you, everyone will be really mad at me. Blah, blah, blah. If you'd be more valuable. And the whole Bitcoin nation should just call it a commodity, never a currency. Just call it a commodity. Because if it's a currency, you're attacking the politicians of the country, right? You're trying to replace my currency with yours. But if you say, hey, I'm just oil, I'm just gold, I'm just a commodity, leave me be, right? Then they'll leave you be. And that is true. And it will be why Bitcoin, which is rare and is special, will become ever more rare, as we both know, ever more valuable over time. It'll be financed just like gold is, right? Gold is, it's not like super financeable, but it's financeable. Oil, it's not super financeable, but it's financeable, right? Bitcoin will be financeable. Bitcoin will be way, way, way higher, sometimes lower. You just have to have faith. Ladies and gentlemen, Howard Lutnick. Чекай, да кажа. And show people how to do it right. Bitcoin. And I explained that one around here. up to 50% Bitcoin, they got the Bitcoin lending, but basically what you're going to see is Cantor Fitzgerald is going to be the sponsor of Bitcoin into traditional finance in years to come and say hundreds of millions of dollars exposure to Bitcoin. And it will be billions. I was going to say, so next year when you come back, and we'll do this again, and you'll be a big percentage. You don't have to say exact number, but like... I don't have a big enough percentage to say I have hundreds of millions of dollars. Не може да најам дека кажа никогаш нема да престане да купува биткоин. Валјда другари е многу поинтелигентен овај тип од нас. Шо? The button. On my mark. 4, 3, 2, 1, mark. And that's it. Took off. «28 minutes. Это докуда? To reach To reach where? the city. What's We just destroyed. where? In the No, no, United States. Say the name of the city. We just destroyed it now. Sorry, my fellow Americans. Ма ја ќе ти ебе матер на тебе, со извинение, чекај, јас сум во Америка. Од бункерот, брат, гледај. Овие русите се ебаат, брат. Much fundamentally positive news, and it's just been buried sort of in the background. We've caused ourselves to ignore it. There's the strategic Bitcoin reserve, there's the SEC pulling back on essentially every lawsuit. There's progress on stablecoin legislation. There's talk of market structure legislation. There was the White House crypto summit. These are game-changing positive developments that should put Bitcoin trading at $150,000 or $200,000 today. It's been suppressed because in the short term, this overhang of the economic uncertainty is weighing on the markets. I think if that is released, we're at new all-time highs quickly, and we're on our way to where I think we'll be at the end of the year, which is Bitcoin 200,000. So I think there's been this sort of suppression. Ја мислам дека сега на толку лажени сите си го продадеа биткоинот, сега дефинитивно многу луѓе си го продадеа биткоинот на 89 од стра. I think we do exception. Ќе напумпат на 200,000, 200,000 и ќе падне само 140,000.
I don't think so. Ќе го You have можно е. these three horsemen of insatiable demand for Bitcoin. Можно е да го изиграат тоа, да го напумпат 200.000 или 180.000 и да падне само 140.000 или 120, 100.000 да падне, да речеме. Да не падне по 100.000 и да не може никој да го купе, брат, на ниска цена па од 80.000 и 50.000 они што фантазират. Можно и тоа да го изиграат луѓе. Можно е. А еве што зборам се идеме прави ненормален, а па нема звук. Славчо треба да снима видео да објасни. Но интернет но проблем. Шо ви викам, брат? Значи blackout, тај евент што го спремат blackout. Една недела blackout. Брат, нека си спотепаме туку во Америка сум на една недела, брат. Стварно ке треба воено да се облечем туку со наоружен, што некам да бидам во Америка. Една недела или 3 месеца ако сме blackout. Значи какви банки, какви дигитални чуда. Само биткоин, другари. Еве, не му треба интернет, офлайн. You can now send Bitcoin offline between two smartphones using near field communication NFC. Значи не ви треба интернет. Значи еве, нема интернет, нема ништо. Преку соларно пунеме си ги телефоните. Пунеме си ги телефоните и си праќаме и си купуваме. Значи еве blackout, така ли? Нема интернет, соларна бура. Во земјани, ние братче трговија си правиме со нашите мобилни телефони кои што ги пунеме со од сончева енергија или од друго такво, од ветер, од што ти знам. Значи еве, работе без интернет. Кој ќе рече интернет кој ќе однема. Тие што имате кредитни карачки дебитни, тие му ја мислете, додуше тие кредитните ќе сте задоволни од таму се напунени, ама тие што имате дебитни карачки, тие што имате пари во банката, што ќе правите? Биткоин гледате, не му треба интернет. Шо ја викам? Пред 11 години ви зборам. Па тие од финки ви се уклучуват. Брат, ти разбераш ли технологијата? Не, вие разберате, брат. Еве ја технологијата. Пред 11 години теорија на заговор беше дека ќе направат. Ја и пред месеци и пред години го имам видео покажано. Така ми се уклучува у групата. Брат, ти си ненормален. Како без интернет? Оти они знаеш кога размислат? Нема интернет и го размислат, нема струја, брат. Тоа се изгубени случаи. Он не разбира дека ти имаш други извори како ти може да го напуниш тај телефон, брат. Не е умрела батеријата. FBI marshals 2,000 children in Морве. Одот низ Америката, луѓе, Бајден замисли ништо не правеше, Господ здраве да му даде на Трамп. Одот од куќа на куќа дека имате информации, ослободуваат деца. Деца кои што се држат у робство во Америка. Од тега знаете видите како живеете тука, дека вашето дете нема да е баш со тие да се удржи и да го наведат на оваков пат. Замислете си во Америка 21 век деца се држат у робство. Уште по-страшно, ама не може да зборам. Ева, другари, сега чекай. Цигари, кафе, спортска кафана. Тука што останува? Пари за облика и за зимувањето, да ги ставите уште. Значи имате уште парички да купите, брат. Че, сликам ова јако за наслов. Што не снаве, Данијеле? Сликав ли го, бе? Дека не снав? Што ја кажам? Брат, не објаваш за Кардано, брат. Брат, објаваш за Кардано. Брат, само за Кардано збориш. Не објаваш за Кардано. Брат, оди не збориш за Кардано. Ти за тоа, за да ме прашаш, тоа ти не зборам за Кардано, брат. Нема пари, брат. Тука една мајчка нон-стоп Кардано, брат. Да викате и те, ова е стварно нема, брат. Само една мајца е испичатил тука Кардано. Some unrealistic expectations and some botched false starts. But you know, it only slows the Giga Chad bull run down. It doesn't stop it. So I think 2026 is going to be an incredible year. Privacy is going to be the one that kind of launches it and brings back retail. Милиардер. And then all the other guys. Креатор на Кардано. Вика 2026. Брат, ова е милиардер. Ние сме клошери. Клошери, брат. Ова е замисли да замисли овај да се глупира. Ај, ние што се глупираме, глупираме се. Замисли си овај да се глупира, да вика 2026 ќе има bull market и да нема која бруга ќе е за Кардано.
Што вие два ја чекате да викате, не речеме дека тој е мртов чейн. Речели сте им, брат, вие уште од мајка ви, од татко ви пари од дома си имате, брат. Уште сте скарани, брат и брат не може да поделите имањето ви, брат. А вие уште излавате со луѓе на кафе, после ги зборите и ги оговарате и ги плюкате, брат. А вие уште траžите пари на заем, после и ги плукате, брат. А вие со роднините и пријателите не си живеете, а сте земале за криптото објаснувате. Чекај, прво ги решете сите тие работи, брат. Прво ги решете сите тие работи. Додека не ги решите тие, седете тука, гледајте подкаста си, трајте. У коментари, ако не разбирате нешто и у приватни пораки, трајте си. Ви кажете, брат, окей, ќе купуваме и да е најлошо од 2030 следниот бул маркет, 2031 ќе продаваме и да видиме тогај. Ако сега сте упаднале, а вториот бул маркет не сте профитабилни, тогај се оклучете, плукајте, зборете дека не сам бил управен. Ма требаат ви два бул маркета, другари, не може само на еден бул маркет тука сега. Треба малку да се потресете, да се посерете со извинение, да се поплашите малку. Не се кајки сатанистичко знак го направив. Да се поплашите, брат, гледаш кога зборите лошо, да се посерете такви лоши зборови, гледаш автоматски ѓалове презема да правите лоши знаци. А и пивото, ако пиете, отварате портата кон пек коло. Другари, ова е па збори, Тивко, збори погласно, не се срамови. Structurally, where we were, if not better. We have the Czech National Bank announcing a central bank Bitcoin purchase, the first Eurozone country to do that. You've got Citibank and JP Morgan announcing stablecoins that they're using to facilitate customer transactions. You've got Harvard Endowment's announcement. You have successful ETF launches. So it's a challenging environment currently, but in my house, we like apples. I don't like apples less when they're on sale. So if you like this asset, you should like it at a discount. In these situations, I try to step back and ask myself, what has fundamentally changed? Сака да каже, брато, купете си биткоин. Ово ако си го гледате после. Да, тука е баги. Че ово може и слика да оставяме така за плашење. За да отворите видеото. Balance sheet dropped by a bit more than 500 billion. And that happened because the Treasury increased the Treasury General account at the Fed. Умрев за вода, брат, топил нешто много блашко ми иде. Другари, чекай да им надрашеме, ова е Стар Атлас, ова шо е? Ова свињата дебела, 60.000 биткоин, брат, инвестори е собрал. А 60.000 биткоини from investors. И вие сакате, сигурно е продадела свињата, или? Will Line is from the Metropolitan Police. As part of this investigation, we seized over 61,000 Bitcoin, now worth approximately £5 billion, alongside other non-crypto assets valued at more than £20 million. This currently represents the largest confirmed cryptocurrency seizure anywhere in the world, and the biggest money laundering investigation in UK investigative history by value. Prosecutors said Chiang had tried to purchase a villa in Tuscany and high-end. Теодор, какви брат страда целата крипто заедница? Гледай, брат, 60.000 биткоини го крадела, бе, човече. 100% од постарите кај инвеститори. Гнасно створение, брат. Гнасна свиња, брат. Ова го гледаме. Ова е најаката, брат. Welcome in America. Че да не ми го онаат. Како ги со слободето стар телевизор, брат? Ово не знам дали ви го пуштав. Значи ставаш го тука, па запакуваш го, се некој ќе дојде да ти го краде, наместо да го носиш со колата, да губиш 1 сат натаму, 1 сат нааму до дека се фрла и да платите $2-30 за... Не, $2-30 е ново, ама... Додуше не знам за електроника, не сум фрлал. 10 на $20 и времето што си го изгубите да отидете. Ставите го, запакувате го и се некој ќе дојде да го собере. Значи да не одите да си губите времето. Long have we moved past that because of the regulatory changes that have taken place? I think it'll remain volatile because it's a 24/7, 365 global asset. You can panic sell it on Saturday night. You can enthusiastically buy it on Sunday. Право е, Wall Street, сабота и недела не може да и да испаничите не може да продајате, не работат.
Ама кажи го, секи види ќе се врне назад на 90.000. Ама кажи го, биткоин е 2,47 другари. Голема разлика е за разлика од тие што се навикнени сабота и недела не паѓа, се е окей. Не паѓа, ти е затворено. Сите чекат понеделник да дојде, така ли? Значи, тие сабота и недела беше затворено. Понеделник отворија, сите мислеа килите нагоре. Ама Wall Street брачи и они викат, леле, петок, сабота и недела паѓаше. Понеделник, дај ние малку да продадеме и ние да направиме профит. А затоа падна на 89.600. Значи, малку Wall Street да продадат и они да направат паричка и плюсови што паничат. Ама другари, еве, гледате и Майкл Селор вика. Ќе отиде 180.000, може да падне до 140.000 и да имаме 3 години, да имаме 3 години нов тип на крипто. Значи иде од 180.200, паднал 140, да паѓа до 100 највише, 90, повеќе да паѓат да се рушат алткоините, ама не на тие цени што биле преходно, туку да речеме еве Cardano да отиде на $6 и испод 3 да не падне. Никош да не падне, уствари не на 3, никош да не падне на 0,20, на 0,40 центи да речеме, така ли? Отиде на 8, на 6, падне само на 3, на 2, на 1 паѓа. Да не оде у центи. Ethereum да отиде 10.000, кој ќе падне, да не паѓа под, да речеме, 4.000, 3.000, за да не можат сите да го купуват. Разбираш, можна и таа верзија треба да изиграат еден ден. И да имаме нов тип на bull market за тај нов тип на bear market, за никој да не може да натовари магарето тај bear market. Затоа ќе отворим крипто академија, ќе седнеме, ќе собереме, ќе ја тумачиме. Ни уламу мој води, брат, буквално. And some people run away from the fire, but Henry Ford put the fire into a carriage via an engine, created an entire industry, and he gave humanity wings. Три пати поднапиен така и еднашка да речеме така. I've been leading up to for me and for everybody to understand. You tweaked this from, I think, in the last hour. So, what did you do last week with the treasury operations? You were able to generate a bit... Браќа, сите че колку? Врна се. 90.000. Шо е кажав? Тоа е. Падна така ли? Майкл Селор банкротира ли, другари? Дега се ти го порек што ми пишовте ако падне биткоин на 89.000 да ќе банкротира? Како ги измислувате тие работи, бе, брат? Дека ги читате? Или биткоин ќе падне на 50.000? Дека ги читате тие, брат? Ако има такви што викат да ќе падне без 50.000, не ги читајте веќе тие. Освен ако не трейдате, па да видите колку луѓе го пратат, да речем пола милион и 100.000, па дел значи ќе падне биткоин е 125.000 и ти читате там пола милион го гледале видеото нон-стоп или 100.000 200.000, па да процените дека ќе може да го истрейдате, ама не на толку ризично да го истрейдате. А нешто силицата маш ќе после одеднашка се осветле и одеднашка се стемне, брат. Тоа значи одеме lighting network напред. Че не му тепа некој струја тука welcome in America. После ќе речат конспираси, тие американците го тепаа. Еве брати, Coinbase брамля за Coinbase си браја да се да crypto market structure bill is nearly done. Значи другари, у секој време Трамп треба да излезе до крај на декември да рече ало браќа. Иду. I think that there's 90% of the issues are already aligned on and agreed, and there's draft text going back and forth, a lot of great cross-functional collaboration happening. That last 10% are the remaining issues, and everyone committed to get in the room together and work it out, and hopefully we'll see some draft text or get it out of committee by Thanksgiving. Yeah, well, we had great meetings with the Democrats in the Senate and on the Republican side today, and the good news is that there is strong bipartisan support and will to get this market structure legislation done. It's important for America, and the 50 million Americans who've used crypto want to see it get done. Значи, чекай да видам кога е Thanksgiving. One date we heard floated was, let's try to get this Брат, markup done. shut the fuck up. Thanksgiving, кога беше, мамо 27 или какво беше? When is Thanksgiving? November 27, 2027, што се паѓа тоа? Четврток. Значи, другари, драмата до 27 да речеме да трае, и тоа едно веќе се посерете со извинение. Иначе Томас Джеферсон е одбил да направи Thanksgiving, ама не се сеќавам што беше. Трамп не верувам да ќе го направи, али на 27 значи треба да лита.
Ке видиме дали кликне. Гледай, брат, играта, брат. Гледай графика, брат. Едва чекам да купа... брато, не знае много да паркира. Гледай, брат, детали. Едва чекам, гледай, брат. Едва чекам, ово не е ни ставено на... на 1080, ко фаулта, бе. Едва чекам, другари, да купам компютър, брат, и да игравам ова игра. Стварно ми кажувам. Интересна ми е и подсачината, и тръките. Гледаш, може да изкрафташ. Цела база, бе, брат. Много сакам какви игри со вселени, со истражување на нови животни, инсекти, птици, брат. Гледай, Флипер има Стар Атлас. Да се пукаме от това. Игрите стават такви. Гледай, Стар Атлас комета иде, играта се вика Стар Атлас. Америчка версия. Малко тук, too much coincidence, нека да е too much random. Гледай, секој деталче, кликаш, унадеш. Не. Оваа игричка, брат, најискрено верувам у неја, да се надевам дека не нещо направат некој беляк, леко кафе свет, дека сек дека може да се оде, другари, да се истражува. Интересно ке е. Интересно. Ово е значи од вчера. Другари, јас сум оваков више станал од вас. Точно не сад. Јас сум ја викам, луѓе, купете. Не е финански совет, нели ти мора да го кажа тоа за да не ми го блокират видеото. Али другари, сменете кафе, сменете цигари, сменете таа штетна навика, другари. Не може да изгубите, брат, ако скратите на кафе, на цигари, на спортска, на претерана луксузна облика. Можете облича, наместо 200 евро облика, може от 20 евро да купите, другари. Престанете да се облачите за там народа, там да ви гледа, нели, да ви гледа по тоа како сте облечени. Драмата, тоа е, и всеки почне нагоре. Кој е купил, чекај да го постирам видеото, да го изгледате и другари со акъл. Значи, сменете ги щетните навики, трупајте си, мора да има bull market и на почеток на видеото ви го објаснив. Споделете го видеото на вашиот зид, го ставете, другари. Ставете го на Facebook, за и други луѓе да видат, брат, да почнат да истражуват за овакви работи, брат. Значи време е, ставете. Само Чинчо го споделя моето видео, кој беше уште денес сеќавам. Го бе видел. Споделете го, другари, видеото на вашиот Facebook го ставете, да гледат луѓето, брат, да не гледат само подкасти како Лазаров преска, само што имаше драма таму со таа Тара или кој се викаше. И со Миролюб. Споделете го видеото, другари, на Facebook, што повеќе луѓе да почнат да истражуваат за крипто и за технологија. Фала ќе ви кажат после 4 години. Фала, нема што тука да ви прават ненормални или вие не давате финански совет. Јас сум тај шо. И ја не давам финански совет. Јас сум едноставно открил технологија, открил сум дека елитата планира овоа да е еднината. Ако може и да трейдате, ако знаете како, можете гледате и да се инвестирате и да чекате, можете да тражите игри, можете и вие да си тражите коини и токени. Можете да снимате и вие на YouTube канала, ако нели успеете да правите пари, да го прикажете тоа. Не бидете себичи, другари, споделете го на Facebook, што повеќе луѓе ќе дојдат, што повеќе гледаност, на што повеќе луѓе ќе ви кажат фала. Како на мене, сега луѓе ќе ми кажат после 11 години, леле брат, фала. А ќе видите овај bull market колку луѓе ќе бидат милионери само од Cardano. Ќе видите. Мртви од чейн. Чао, другари, и со акъл. Со акъл сменете ги щетните навики. Седнава е човек тука, губи го времето, не го губам, значи реално одвојувам од моето време за да не биде изгубено, значи за само мала група на луѓе да го гледат, споделете го и помогнете и на други луѓе да дојдат до технологија. Може и они утре ќе најдат нови коини, може и они ќе најдат нов начин да трейдат, да прават пари, може и они ќе откријат некои нови игри, да сите упаднеме да направиме кеш, значи гледајте да се расшири таа информација, другари. Чао и со акъл, без паника.